Мислам дека Сундар Пинчаи од Google беше оној кој што реферираше на интернетот како на големиот изедначувач. Зошто? Заради тоа што ви дава можност да изградите бизнис било каде во светот, независно каде сте или од каде потекнувате. Таква една слична визија има Петер Тодоровски од Newbase, кој што смета дека било каде во светот и да сте, може, доколку имате потреба, да креирате компанија во Америка и да ги искористите можностите на американскиот пазар. Како да стигнете до LLC во САД, кои се чекорите, кои се трошоците, кои се можеби предизвиците на кои што ќе не идете и те барате решение за истите, дознајте во оваа епизода на Newbies. Петар, добре дојде во Newbies. И благодарам на поканата, драго ми е што сум тука. Да почнеме со малку личен бекграунд. Што те натера да влезеш во еден бизнис кој што ги спојува правото, технологијата, онлайн бизнисот? Има тука повеќе работи, првенствено е тоа што тука се спојуваат повеќе работи кои што ме интересираат, право, кој што ми е професија, ме интересира и предприемништвото генерално, ме интересираат и технологиите. Сега тоа што ме натера да влезам баш во ваков тип на бизнис е тоа што ја веќе еднаш го имам изодено целиот тој пат пешки. Работев фриленс порано и за да можам да работам на тој начин и да примам исплати од странски клиенти, имав основана компанија во Америка уште крајот на 2020 година. Потоа со тек на време сватив дека постои побарувачка кај тоа. Првенствено мислев дека побарувачката ќе биде само кај фриленсерите од Балканот, кои што се соочуваме со сличен тип на проблеми, меѓутоа сега се испоставува дека е поинаку. И така, сега го тераме бизнисот, таргетираме предприемачи на светско ниво, кои што сакаат да направат експанзија на американски пазар и на глобален пазар од таму. Знаеш како велат, објасни ми како на 12 годишно дете, што е Newbase, како функционира, што е тоа што го нудите? Тоа што ја обично го објаснувам кога ќе ми се поздави вакво прашање. Newbase е компанија која формира компании во Америка. Кога некој клиент ќе дојде кај нас, ние прво ја формираме компанијата, ги правиме сите работи кои што се неопходни за таа компанија да почне со работа, че вадиме даночен број, им помагаме при аплицирањето за сметка во банка, тука се работи за онлайн банки, нема такви во Македонија во моментов. Потоа се грижиме и за целата понатамошна усогласеност со законите, да они можат да работат без при тоа да се грижат дека не исполнуваат некаква обврска која што имаат и не се свесни дека имаат. Ова е за луѓе кои што не живеат во САД, така? Да, во моментов сме фокусирани исклучиво на луѓе кои што сакаат фирма во САД, без да живеат таму и без да се таму државјани или да имаат зелена карта. Воопшто не мора ни да отидат никако туристи? Не е неопходно. Мислам, тоа било порано неопходно заради отварање на сметка во банка, затоа што беше неопходно да се иде таму, да се седне со некој банкар, да се пополнат сите образци, да се аплицира па да се одобри сметка. Сега, во последниве години, тоа е сменето заради пробивот на така наречените необанки или онлайн банки, Mercury, Brex и така натаму, кои што возможуваат, мислам, тоа во суштина не се банки, тоа се финтек компании, кои што користат услуги на вистинска традиционална банка. И таа вистинска традиционална банка на нив им дава услуга акаунт as a service, им ја дава целата платна инфраструктура на располагање, оние користат нивната лиценца и така натаму, така да може на далечина да се отвори сметка во банка и фирмата практично да многу брзо, без да се патува било каде, да стане оперативна. Интересно е тоа што можеш воопшто да не си резидент, воопшто да не отидеш да имаш таму правен субјект, фактички. Реално тоа е регистрирана компанија која што таму си постои во нивните регистри. Да, така, мислам, ова било возможно секаде и од поодамна, само што сега овој тип на нови банки овозможуваат тоа да стане достапно за многу повеќе луѓе. Кога доаѓаат кај тебе луѓето кои што сакаат да ја користат услугата на Newbase, што наведуваат како мотивација? Зашто им треба? Која е
потребата што треба да ја исполни компанија регистрирана таму, а што не може да речеме од тука или од Европска унија или од кајда? Тоа што искуството ни покажа дека е најголем мотив за претприемачи од било каде во светот да направат компанија таму е пристап до американскиот пазар. Ние прво сега ја имавме балканската перспектива, мислевме дека тоа ќе биде пристап до платежни процесори, дека тоа ќе биде она можност со 0% данок практично да се помине годината, меѓутоа се испостави дека пристапот до американскиот пазар е мотив број 1 за оние да ја формираат компанијата, затоа што ке не доаѓаат и луѓе кои што имаат веќе разработени бизниси во други држави и кои што имаат некој клиент од Америка кој што потоа им вика направете фирма ваму, сакаме да плаќаме на американска сметка и сакаме вашата компанија да работи согласно американски закони под американска юрисдикција. Така да тоа е мотивот број 1. Еве ќе ви дам пример, дури имавме клиент од Дубај кој што имаат сјајна бизнис клима, кој што имаат сјајен банкарски систем, направија фирма во Америка затоа што клиент кој што доста им плаќаше побара да се префрлат таму со операции за него. Кои се индустриите или каков тип на бизниси најчесто ја бараат ова услуга? Во кои индустрија е најпопуларно ова? Сега за сега доминираат највеќе дигитални агенции, тоа се компании кои што пружаат услуги. Значи, услуги од било која земја, претежно сега тука мора некако да бидат поврзани со американски пазар за да имаат сметка во банка. Да, меѓутоа тоа е, воглавно се компании кои што пружаат дигитален маркетинг, услуги од таа област, продажба, развој на софтвер. Имаме сега доста од Балканот компании кои што работат во транспортна индустрија, диспечери. Има исто така e-commerce бизниси кои што им е потребно да настапат на американски пазар и малку поретко се јавуваат софтверски бизниси, тоа се бизниси кои што имаат некаков продукт развиено и кои што треба таму да го продадат. И сега ако треба да го пројдеме чекор по чекор процесот, да речеме јас решавам утре да правам компанија во Америка, доаѓам кај тебе, што ми кажуваш? Што ти треба? Што треба јас да направам? Така, прво треба да разговараме за тоа колку всушност ти е неопходна таа фирма таму и да процениме колку ќе биде лесно и едноставно или ќе биде тешко да се отвори сметка во банка, затоа што без сметката во банка фирмата е нефункционална, безкорисна. За да имаш таму сметка потребно е да на бизнисот му е потребна да има некаква врска со американскиот пазар. Банките секогаш ќе прашаат дали таму ќе имате потрошувачи, дали ќе имате инвеститори, вработени или добавувачи. И дури на почеток да им кажеме, окей, сега немаме, пошто сега почнува бизнисот, ама во наредниве 6 месеци ќе имаме, после 6 месеци може да дојдат и да ве прашаат, дај ми фактура или договор со американски клиент, со американски добавувач, или ќе ти ги замрзнам средствата. И евентуално може да се случи, мислам се има случувано да ги затвараат сметките на луѓе така. Меѓутоа сепак може ако имаш, да речеме, во пайплайн клиент кој што е од Америка, дека може да го креираш и покрај тоа што се уште во моментот немаш таков договор кој што треба да го приложиш, така? Вака, они ќе бараат во секој случај некаков доказ. Пошто они работат по некој compliance чеклисти, има доказ, нема доказ, тоа е све што го интересира. Меѓутоа, сепак, ако веќе имате некој клиент таму, он не мора да има платено фактурата, него тоа што е неопходно е да они видат дека постои некаков договор врз основа на кој што тоа може да се плати. Дури нам, еве да речеме, ние имаме договор за партнерство со Меркери банката, таму имаме сметка. Се случи да ни побараат нешто као, мислам, пошто они приметуваат дека трансакциите влезни, ни се на нас воглавно ни се вон Америка. И потоа ние им дадовме договори со регистрационен агент, им дадовме договори со сметкотел и така натаму, каде што они можеа да видат дека окей, овие имаат тука некаков интерес да бидат присутни и ја ослободија сметката од онаа закана за замрзување на средства. И после сметката што е следно? Простории не ти требаат, така? Не, простории не требаат. Сега тој дел со адресата, така, значи фирмата може да ја користи адресата на регистрационен агент. Регистрационен агент е оној кој што човек или фирма која што е присутна на територијата на сојузната држава каде што се формира компанијата, каде што американските институции кога ќе му достават нему
некаков документ ќе се смета дека е доставен на собственикот на самата компанија. Сега да речеме за мојата компанија која ќе го достават на мојот регистрационен агент, се рачуна дека јас сум го примил и сум го прочитал. Сега регистрациониот агент обично е тој што ја формира компанијата. Колку време тоа ќе трае зависи од државата во која што се формира. Ние работиме воглавно во Вајоминг, таму трае некој 1 до 3 дена. После тоа се аплицира за ЕИН број, ЕИН број е деночниот број на компанијата. Кога ќе се добие тој број, веќе може да се аплицира за сметка во банка. ЕИН бројот е оној чекор кој што трае малце подолго и обично се чека околу 20 до 30 дена, освен за луѓето кои што по некој основ успеале во минатото да земат Social Security number од Америка, дали биле таму на Work and Travel, студирале што и да е, они го добиваат за еден ден. Велиш, ние работиме во Вајоминг. Има ли преферирани стейтс во Америка во кои што е најлесно или наједноставно да се помине процесот, или пак можеби најбарани од страна на луѓето кои што сакаат да отворат фирма таму, затоа што не знам, слушнале дека таа е добра? Да, вака, сега Вајоминг почна да добива повеќе на популарност, меѓутоа тоа е повеќе на сугестија на регистрациони агенти, на адвокати кои што ете. Мислам, Вајоминг е многу едноставен, многу ефтин, многу брзо работат. Друга работа, они гарантираат приватност на собствеништвото, тоа не на секој му е битно. Например, кај нас во Централен регистар може да се види собственоста на било која фирма. Во Вајоминг не може да се види. Има повеќе држави кои што се преферирани, освен Вајоминг, тука е Делавер. Делавер е популарна заради тоа што многу Fortune 500 компании се таму се регистрирани затоа што они се акционерски друштва и законодавството за акционерски друштва е многу поповолно таму за нив. И имаат еден суд кој што е специализиран за економски спорови, каде што судите се специализирани за бизнис спорови, каде што многу брзо и многу ефикасно ги решаваат. Тоа е битната преференца. Другата битна преференца за Делавер е што малку ги фаворизира, да речеме, инвеститорите, акционерите во предпријатијата. Се во последно време почнаа да спрашуваат за Тексас, затоа што Елон Маск им кажа дека е Тексас битен, иако Тексас нема никаква предност пред другите. Ако зборуваме за, ги спомна овие се добри, ако некој дојде и ти каже сакам во таа стейт, има ли некоја за која ти речеш ама немој само не во таа? Калифорнија и Њујорк. Да, најтешко. И Невада. Многу се скапи. И имаат многу дополнителна бирократија која што стварно не ви треба. Мислам, ако не живеете во Њујорк, Калифорнија или Невада, нема потреба да се одите. И сега во неколку наврати спомна ефтино, скапо. Што значи тоа од аспект на трошоци? Има ли некаков буџет кој што ми треба за да можам да креирам компанијата? Буџет треба за основање на компанијата, значи прво ќе мора, збориме сега некој од странство кој што го прави тоа, ќе мора да плати регистрационен агент, ќе мора да плати ЕИН бројот може и сам да го извади, може да плати некој друг, ако иде сам малце така. Треба да го знае процесот. Ќе треба за даночна пријава секоја година буџет и треба годишна пријава една до државниот секретар на државата каде што е основана компанијата да се поднесе поеднаш во годината и евентуално може да се потребни средства за одредени промени доколку се прават во фирмата од типот на промена на име, промена на собственичка структура и така натаму. Тогаш треба да се праќаат некакви известувања до АРС, нивната даночна управа, за да се извести околу тоа, затоа што може да има импликации за начинот на кој што институциите ја гледаат фирмата. Големи се трошоците? Не, мислам, она што да речем ние го наплаќаме во моментов е без сметководство, $590 годишно, што е практично сумата која што компаниите ја плаќаат и од Македонија да работат. И сега рече без сметководство. Нешто што на многумина тука ни е баш непознаница и чудно како функционира даночниот систем во Америка, особено затоа што од стейт во стейт се разликуваат правилата, даночната стапка, начинот на кој што се пресметува и така натаму. Што значи сметководство? Дека треба фирмата да ангажира
тамошен сметководител, некој кој што те го следи финансиското работење, те се грижи да бидат доноците подмирени на крајот на денот и да ја направи таа годишна даночна пријава која што они мора да ја поднесат, или нешто од тука се прави? Може едно и друго. Мгм. Со тоа што ние сме така организирани што книговодството, книжењето, категоризацијата, тие работи ги работи некој од тука кој што има искуство на американскиот пазар за работа на со работа на тамошни фирми, меѓутоа даночните пријави ги заработува сметководител од Америка кој што е овластен да го прави тоа и кој што има пристап до електронскиот систем на АРС за да може така да ги поднесе пријавите, иначе ние би требало тука да ги поднесуваме во хартија. Што прави дополнителни трошоци. Сега има луѓе кои што го идат на do it yourself начинот, малку позната работа што не се кажува доволно на интернет е дека за да се смета дека даночната пријава е поднесена на време, треба да биде поднесена со DHL, FedEx или USPS. И ако не биде така поднесена, тогаш АРС денот на пристигнување, да речеме ако идете со македонска пошта со препорачена пратка, ќе го смета за ден на поднесување денот кога е стигната таму. Тука проблемот кој што може да се јави, што може да закаснете, и тоа е ризик за казни, друг така да, што знам, тоа не е препорачливо, затоа уште на почеток инсистирав тоа некој од Америка, да го заврши не само заради знаењето што го имаат луѓето, туку и заради тоа што е многу безбедно за корисниците наши. Целиот овој процес од утре доаѓам кај тебе и ти велам сакам фирма, до моментот на функционален бизнис, односно функционален субјект таму е отприлика колку време сега? Не мора да значи точно, ама... Ако има ССС недела дена, ако нема ССС 30 дена. Отприлика. Тоа е навистина брзо. Кои се оние правните усогласувања кои што мора да се направат во смисла, или можеби сопките на кои што се сопнуваат оние кои што се нерезиденти, кои што се навикнати на еден економски систем во нивната држава, а сега отвораат фирма во друга? Сопки не би рекол дека има некакви сопки, мислам дека фирмите во Македонија се соочуваат со многу повеќе сопки од култура на неплаќање до немање можност да се извршат пресудите и така натаму, меѓутоа она што постои таму како врска е, нели, на почеток се пријавува вистински собственик, пошто како што кажав, не се објавува јавно собственикот на компанијата, тоа е, мислам дека во 11 од 50 држави, и затоа има една институција што Финсен, нивната финансиска полиција, они имаат своја датабаза која е тајна, не е јавно споделена, меѓутоа сакаат да ги имаат кај себе сите собственици за ако им притреба во истрага да не бараат по регистрациони агенти кој е човеков што има фирмата. Тоа е една обврска, другата е annual report кој што се поднесува секоја година до државниот секретар. Тоа е практично еден поднесок кој што кажува оке компанијава работеше, ќе продолжи да работи и понатаму. И третата многу битна обврска е поднесувањето на годишните даночни пријави до АРС. Дури и да фирмата не треба да плати данок, повторно треба да се поднесат даночни пријави. Сте креирале многу фирми, сте соработувале со многу луѓе кои што имале потреба од вашата услуга. Што се оние прашања кои што најчесто ги поставуваат заради тоа што очекуваат поддршка од вас во процесот после, откако ќе почнат да работат? Нешто што можеби не очекувале дека ќе се соочат со таква ситуација? Мислите од кога ќе почнат да работат после тоа, зашто доаѓаат? Или воопшто не ве контактираат, после се име гладко? Не, има воглавно на повеќето им е гладко, немаат нешто многу, пошто и знаете како на почеток ги им кажуваме тоа што е најбитно, ги спремаме да знаат отприлика со што може да се соочат. Сега има некои кои што прават повеќе пари, се доближуваат до оние sales tax прагови. Sales tax е американската верзија на ДДВ. Ако се надмена, тогаш веќе ќе треба да почнат да плаќаат. Има кои што прават промени, да речеме, не знам, еден основач па сака да додаде уште еден партнер во фирмата. Има луѓе кои што сакаат да се консултираат околу договори, мислам ќе направи некаков договор, па ќе го прати, ајде види го ова дали е вака све окей.
Отприлика тоа е, мислам, работи кои што се редовни, а има и луѓе кои што знаат многу добро сами да се снаоѓаат и понекогаш вака ќе разговараме после одредено време. Јас сваќам дека на нив им распоредот полни, дека они цело време прават нешто, иако ги нема никаде, ама И уште става ако за треба да направиш споредба меѓу македонските даноци и америчките даноци, повисоки се, пониски се, поголеми се шансите таму да најдеш начин како не да избегнеш, можеби меѓутоа да го реинвестираш профитот или да најдеш опции како да платиш пониски даноци или не. Не, вака, ако збориме за компанија, без разлика дали е основана од македонец таму, и ако таа компанија треба таму да плаќа данок, тогаш Македонија има неспоредливо подобра даночна, поволна даночна политика, поевтино е да речем. Затоа што во Америка даноците не се мали. Се тоа што е привлечно за луѓе во кои што од страна формираат компании таму е тоа што даночната стапка може легално ефективно да се донесе на нула. Како се прави тоа? LLC е всушност фискално транспарентно друштво. Тоа значи дека даночните обврски од фирмата се префрлаат на сопствениците. Сега да речеме кај нас, ако споредиме со друштво на ограничена одговорност, со ДО, не е фискално транспарентно. Он си има своји даночни обврски, он си ги плаќа даночните обврски кон државата, па тоа што ќе остане за сопствениците, после они си го плаќаат како данок на личен доход и евентуално придонеси за социјално осигурување. Во Америка тоа е поинаку. LLC викаат не го даночиме LLC, тоа го даночиме како приход на сопственикот. Значи LLC уствари на нив им служи како алатка со која што државата и кажуваат од тука до тука се моите приватни активности, од тука до тука се моите деловни активности. Меѓутоа на крајот целиот приход се сведува као личен доход. Да. Сега за Америка да ве одданочи на вашиот личен доход треба да се даночен резидент таму. Ако не живеете таму, ако немате државјанство или зелена карта, пошто не даночуваат низ цел свет, меѓутоа ако не живеете таму и не сте државјанин, тогаш не можат да ве оданочат. Единствената можност е да имате тоа е така наречен ефективно поврзан приход со Соединетите Американски држави, треба да имате некаква активност на терен. Ова е заради закони кои што се донесени доста одамна, кај што викаат треба да има бизнис од простори или луѓе на терен, за да ние сметаме дека има операции овдека и да го даночиме како да е наш домашен бизнис. Меѓутоа за сега тоа постои. Имам впечаток дека американскиот економски систем, даночен систем генерално е насочен кон поддршка на луѓето, стимулирање на луѓето да креираат бизниси. Да. Зошто мислиш дека е тоа? Супер ми е што се согласуваш, зашто не ми бил лажен впечатоков, ама зошто е тоа така? Што е тоа што е клучното кај нив, што ги тера луѓето да создаваат бизниси, дури да работат од 9 до 5 во некоја компанија, да имаат на страна собствен бизнис? Мислам дека тоа е до културата, до нивниот менталитет. Мислам дека не е тоа даночната политика која што има одлучувачко влијание дали они ќе прават бизнис или нема да прават. Во Македонија, сега добро, ние кога ќе собереш нели социјално осигурување и ДДВ и се не е толку едноставно, ама во Америка тоа што ми е познато за тоа како личниот доход го даночуваат, ако некој почне да се занимава со бизнис, се он има некоја даночна стапка која што е скалеста и која што делува дека ќе биде доста висока. Меѓутоа, ако приходите се од бизнис, потоа има серија на ослободување и многу ниска станува даночната стапка. Ако е некој вработен и зима огромна плата, се даночи повеќе. Ако е некој има свој бизнис и зима иста таков доход, има серија на ослободувања кои што ќе го ослободат и ќе му возможи тоа да го реинвестира ако сака. Тоа делува стимулативно во секој случај. Спомена дека си го изодел патот што сега им помагаш на другите да го изодат пешки, што би се рекло, со сите маки, со сите непознаници што биле на тој пат, за сега да можеш да посоветуваш некој, немој сега тоа да го правиш, сум го промедошол, вака е полесно. Кажи ни нешто за тој пат. Зошто токму тој пат беше, или тоа искуство беше тоа што те доведе до тоа да бидеш претприемач и да го основаш NewBase?
Зошто ја направив компанијата Да. или како? Да. Компанијата си ја направив затоа што ми требаше начин да примам пари во Македонија. Тогаш имав клиент еден со кој што работев. Ми платеше на Пионер. Сега неколку работи тука се случија кои што ме доведа као Пионер тогаш користеше еден провайдер за нивните картички, се викаше Wirecard. Wirecard тогаш нивното сметководство го фатија во проневера од преку €1.000.000 и они банкротираа. И практично престанаа да функционираат картиците на Пионер и они ни испратија нови. За ја да можам да ја користам таа картичка, новата, требаше одново да го поминам KYC процесот во Пионер, Know Your Customer, каде што они као финансиска институција мене треба да ме идентификуваат, дека знаат кому ја издаваат таа картичка. И ја тоа не успеав да го проведам. Тоа што, тогаш не го знаев, сега го знам. На кирилица сметки не се даваат во странска институција, затоа што нема да ги разберат. Сега си ги давам сметките на преведувач, кога треба некаде да отворам сметка. И тоа беше некаде, ми кажа после некое време дека ми дадоа дата, ми кажа повлечи си ги парите што ги имаш тука, ќе ти ја затвориме сметката на таа и таа дата. Памтам дека купив биткоин тогаш со тоа што имаше останато на сметка, ја направив фирмата во меѓувреме и од тогаш сум во Америка. Од моментот кога си рече, ми треба фирмава заради мене, до моментот во кој што стигна до тоа, чеке се, не е само за мене, дај да им помогнам и на другиве и да ја наплатувам таа услуга, колку време требаш? Или така природно си дојде спонтано, и кај и за мене и за други? Идејата ја имав доста порано. Идејата првпат, уште кога почнував, мислам дека кога имав идеја, кога се помислев, чекај, ова можам да го правам. Знам дека барем у Македонија има каков таков пазар, ако не повеќе. Сега тука проблемот ми беше тоа што бев сам. Реално од оваа дистанца сега кога гледам без коосновач е малтене невозможно да се почне сето тоа. Така да таа идеја ми тлееше подолго време. Да речам, ја валидирав после некое време, кога направив еден сајт freelancefront.mk, каде што имав онака излистано прашање одговори на побитните правни прашања за фрилансер од Македонија кои што може да ги има, и таму меѓу другото оставив моја мејл адреса, ако ви интересира нешто за отварање фирми во странство, јавете ми се, прашајте, ќе ви кажам све што треба. Почнаа да доаѓаат мејлови со прашања околу тоа, и тука веќе ми беше јасно, секам добро, во Македонија ако има толку многу прашања, странство ќе има уште повеќе. Сигурно. Да, и така тргна. Да, така тргна. Сега друга една многу битна работа, се уште немав коосновач, уствари коосновач ми е еден од луѓето кои што тогаш ме контактираше на мејл. Филип. Он се врати тогаш се вратил од Канада, уште не се знаевме, комунициравме така на мејл и ми рече нешто од типот на јас сум спремен ова нели да ти платам за ова све што ми кажуваш, ја му кажав, викам, нема потреба да ми платиш, ја ова планирам да го правам во иднина, ама сега за сега не, ова иде така. И прво спомена, сакам да учествувам у тоа, нели ако ти треба помош или не знам што, мене првата реакција беше како нема шанси, ова е мој проект, тука нема никој да ми чепка ова. И само оставив некое време, пошто не можев да смислам одма одговор, кој што културно ќе го откачам, оставив некое време, у тие неколку сати, почнав да размислам, чека, ова може тоа баш што ми треба. Се видовме после некој ден, видовме дека сме на иста линија околу тоа, како треба да изгледа бизнис, како треба да се движи, знаеш, не Сега двајцата сме малку позрели, не сме од типот на, не знам, млади кои што сакаат да има стартап, успехот е инвестицијата да се земе, туку онака баш идеме јак. Да зрее идејата, да напредува компанијата. Да. Битно е да биде функционален бизнис, не да биде cool fancy бизнис кој што така ќе земе инвестиција. И сега колку се гледаш како предприемач, а колку како адвокат или правник? Правник. Не сум адвокат, ако чуја адвокат, кој што некој друг каже дека сум адвокат, ќе биде чувствителен. Не, првенствено мислам дека сум едно и друго, што неам воопшто не се оптоварувам со тоа. Поради правниот бекграунд, те прашам како гледаш на новите технологии, затоа што работиш со нови технологии, работиш со бизниси кои што се во технологија. Како гледаш на тоа, дали
на пример вештачката интелигенција или блокчейнот, те го сменат она што денес го поимаме за законодавство, за адвокатура, за судство? Сега, тоа се технологии кои што го носат потенцијалот за позитивни промени. Меѓутоа пак е прашањето е сега како луѓето ќе реагираат на тоа. Да речам сега блокчейнот може да реши многу ствари од областа на интелектуална собственост, ама не се користи. Вештачката интелигенција исто така може да реши доста работи, сега ChatGPT на OpenAI направи да стане пошироко распространето, меѓутоа пак е прашање сега луѓето колку ќе бидат спремни да го користат тоа. Затоа што знаете како вештачката интелигенција не е одговорна за тоа што го дава како одговор. Вие ако отидете кај адвокат кој што е лиценциран, кој што има одредени обврски кон клиентот и одговара за тоа што ќе го каже, тоа е многу поразлично од тоа да го прашате нешто ChatGPT, он да ви исфрли некој одговор, или било која алатка која што е на база на вештачка интелигенција, они сите во Terms and Conditions ставаат дека се целосно ослободени од одговорност и тоа кога корисникот го штиклира на почетокот кога прави акаунт, се согласува на тоа. Имав дури прилика налетав на некоја алатка која што на хоумпејдж на првата страна имаше ставено наслов Fire Your Lawyer, као сега го имаше оваа алатка. Пробав некои работи да изгенерирам, даваше доста лоши резултати. Значи не го отпуштајте адвокатот и чувајте си го. Рано е уште за тоа, да. Пак мислам, она што во моментот мислам дека е има доста поголем потенцијал да го смени начинот на кој што правниците работат. И може да овозможи да обслужат многу поголем пазар. Еден од проблемите на правната професија е што е скапа. Скапо е да се водат спорови, скапо е да унапред инвестирате во консултации кои што понатаму може да ве спасат од спорови. Меѓутоа има еден дел од пазарот кој што тоа не може да се го дозволи или не го гледа како доволно голем ризик за да инвестира пари во тоа. Тука можеби постои простор да се појави некаков продукт кој што ќе може да ги покрие потребите на тој сегмент од пазарот. Ако се најде начин да се реши некако и одговорност. Па веројатно тоа би било, да речам, да претпоставиме дека имам лиценца и таа алатка со вештачка интелигенција е градена според моето знаење, па ако јас ја пуштам таа во употреба и ако некој земе совет од неја, јас ќе бидам одговорен. Да биде продолжение на твојот авторитет. Так, да. За крај на разговорот, каква ти е визијата за NewBase? Променлива. Да, тоа што генерално тоа што се сменува како генерално на почеток сметав дека ќе биде фирма во Америка и решените се сите проблеми. Тоа што сега гледаме во текот на работата е дека меѓународна експанзија на бизнисите е тоа што е поинтересно за некој од нив, особено за оние што се посаглам бизниси, да речам. Така да за некаде, што знам, 2 години од сега може да го гледам ова као можност за експанзија не само во Америка, него во повеќе юрисдикции и посеопфатна правна поддршка од типот на не само на основното администрирање на компанијата за да не добие било какви казни, туку партнерство од типот на трговска марка, договори и така натаму. Мислам, тоа не мораме ние да го обезбедиме, меѓутоа можеме да го склопиме целиот пакет, како што сега го има регистрационен агент, сметководител, банка, да додадем уште нешто. Само што тоа би требало да оди постепено. Благодарам за разговорот. Благодарам и вам.